Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде поранешниот јавен обвинител аналитичар Сотир Костов. Добре дојде. Добре најдов, добро вечер. Сотир, по 15 месеци откако избега од државата, денеска се јави и навистина се појави Артан Груби, го видовме на Блаце, како народски кажано свири клавир, нели? Нешто што многумина го очекува, но еве, конечно се случи и тоа, имаше најави дека ќе биде, нема да биде, но како ти го виде, како го перципираше овој момент, појавувањето и апсењето на Артан Груби 15 месеци потоа? Љупчо, Македонија си ги враќа заблудените Божји чеда, огрешени со уставот и законот, да си ги процесуира и да се санкционира од она што одзеле од буџетот на граѓаните на Република Македонија. А кога Артан Груби во прашање, има неколку кривични дела каде што е тој сега за сега пријавен, а се надевам ќе биде многу скоро, се откако ќе му одредат некоја мерка за обезбедување и ќе му биде отворена претходна постапка, па истрага и така натаму, па и обвинителен акт, па судење. Мислам дека ќе биде задоволена правдата, се работи во еден предмет за 8 милиона евра, друг предмет 3-4 милиона евра, се работи за ненормално влијание врз судиите и обвинителите, не сите, туку оние што имат проблеми со работот, со кичмата, Джебот. со колената, со джебот и така натаму. Да. И мислам сосема во ред. Ете разлика, ете ја разликата, значи некој работел, некој соработувал со меѓународните организации, тука пред се мислам на Интерпол и сличните, блиските до Интерпол, и еве, некој првичен договор мора да има, се гледа мирно, без спектакли, без ништо, како што доликува една држава, органите на прогон да го направат тоа. Треба да бидеме стрпливи, треба да не прејудицираме, да почитуваме тој човек со своји права, ама очигледно што година дена го немаше, многу бе нешто размислуваше. Тој рече, јас сум чист како солза, па овие патишта човечки господови се многу чудни, на чист понеделник се врати, да каже што толку бил чист како солза и зашто му треба година и кусур да размисли дали да се врати или не да се врати од приватната или службената посета на Косово и Албанија. Никад не разбравме за каква посета се работи, ама го гледавме и дека носи и дресови, дека навива не за Македонија репрезентацијата, туку за Косово или Албанија. Не се сеќавам. Играше и баскет многу убаво во види, да не збориме, он беше кошаркарија која него го нареков политичкиот Гаринча, кој сакајќи сите нас прво ги издрибла во владата, па ги издрибла во коалицијата, на еден начин го издрибла и Али Ахмети, мислам, сакајќи нас граѓаните да не издрибла, малку се подзафркна, тука ја изгуби топката. Се прецени малку, да, по дриблингот. Да, сосема согласувам. Да. Еден е Гаринча, не може да бидат двојца Гаринча, и еве се случува тоа што се случува. Ова е голем дел, ден за во битката, борбата против корупцијата и организираниот криминал во Република Македонија. Љупчо, од аспект што се покажува дека дофатливи се досега недофатливите политичари секој од ден врвот нема, секој на 2-3 власта. дена, да. На минатата мислам, ваза. Сега е почеток, Да. ќе бидеме мирни кога ќе дочекаме и оне Ковачевски што е во бегство од регбитова, тој Васко, директор поетот, Васко, да, многу добар. па прми, како се викаше од лотарија директорот, и тој да си дојди дома, и оние братучедите на Вице Заев, ама значи се работи. Да не заборавиме, втор човек номинално во владата на СДСМ и ДУИ, помог едно време додека премиер беше Димитар Ковачевски прв човек. Беше. Да не заборавиме шеф на кабинет на Али Ахмети, да не заборавиме дечко од доверба на Али Ахмети. Требаше да биде и негов наследник Арно, ама Ево, најверојатно така беше. И еве го се враќа човекот дома. Не е соодветно, ама Леси се враќа дома.
Така. Така да ја тоа така Да, гледам добра и констатација. лично мислам дека правдата треба да биде задоволена и ќе биде задоволена. Сега некој немирно ќе спие од денес. А но Дали виде во како Дуи? беше начекан пред да преминеме на тоа немирното спиење, тие што ќе спијат немирно, ги вклучија оние на копче што им се, нели, тролови, да ги наречеме, Да. инфлуенсери или новинари или како и да е, и почна подсмевот. Хи-хи-ха-ха, па како му ги ставиле лисиците, па како тој бил насмеан, што очекува дека после година и пол работа, како што велат, у иностранство, и ќе се промени. Груби беше синоним за аздис и ароганција. И сега ќе дојдеше некој, нели, божји човек кој што, нели, мислам, глупости, тој си е тој, но приказката е она што, нели, ти го најави. Дали некој ќе спие мирно? Мислам дека една партија, од сите можни партии, реагираше многу чудно. Се појави првин ВМРО ДПМН и изјави дека доаѓањето на Груби ќе предизвика силен немир кај СДС. Ајде, тоа секако ќе речат водачката партија, имајќи го предвид антагонизмот меѓу нив, нормално е да го констатира макар на хихи-хаха муаве. Немаше еден час после тоа, се појави соопштение прво на СДС дека Груби одработува за ВМРО ДПМН. Сега, ничим изазваним велат нашите северните соседи на насила севезираната Македонија. И што викаат, па Груби ќе одработувал, зошто го рекоа тоа, не знам, но само што се случува тоа, излегува нивната портпаролка и таа вели, ќе го спасувал Мицкоски, на кого замисли, Што да го му спасува? паднал рейтингот, виделе, и сега Груби дошол, малку е, нели, трагикомично, да не се лажем. Повеќе трагично, Така, поколку но ќе го комично. спасувал премиерот затоа што му паднал рейтингот и ова било начин да се спојат СРСМ и ДУИ. 7 години беа споени, како Пак ќе се двете спојуваат? страни на паричката беа, нели? Сега ги боли тоа што ќе се спојувале и удрија директно по ДУИ, дека ДУИ ќе одработува за ВМРО, не знам што веќе имаше едно токаво соопштение што го прочита таа и само на крајот една вистина кажа. Сите ќе одговараат. Сега Фројд тука претпоставувам проработен, но Да. како гледаш на овој момент неверојатен наплив на паника, зошто некоја партија без да знае нешто, откако некој нашега можеби ќе го рече тоа, ќе одговарате, Артан се плашите од тоа, Артан што ќе каже, вие дента не знам колку се, не се ни бројат веќе цел ден само штансаат соопштенија, па вадат од не знам Богданка што кажа од овој од оној и постојано десетина веќе пати Груби ќе одработува. Што се уплашија толку СРСМ од Артан Груби? Па, Многу ти спомна, неочекувано, ти го спомна да беше Фројд. пред 2 дена никој немаше да рече ништо такво. А сега, денеска главна тема е дека Артан Груби замисли, нели, ќе одработувал за ВМРО ДПМН, спасувајќи го рейтингот на Христијан Мицкоски, со тоа што ќе ги, ајде да не се лажеме, ќе си каже што се случувало тие 7 години, каде што сите Нема 7 логика години во ова беше што во го врво. кажуваат, ама Да. ова е паника. Да. Ова е веќе паника. Доаѓа главниот играч, прво на Али Ахмети, потоа на Заев, а во финал на Димитар Ковачевски. А ова ќе одработува за ВМРО ДПМН, ајде да ве потсетам, ако некој најарогантно кон ВМРО ДПМН во опозиција се обраќаше, ги навредуваше, тоа беше Артан Груби. Така. Да не ве потсеќам што све има кажано тој за ВМРО ДПМН и за лидерот. Ама тука нема врска ВМРО ДПМН. Него го враќа полицијата во соработка со меѓународните организации за прогон на лица кои со меѓународна потерница се гонат поради прекршување на законите и уставот на конкретна држава Република Македонија и сторување на кривични дела. Тоа е вистината, не помагат спинови овде. Него, да се овие партии во опозиција вистински политички партии. Ова е прилика, пази. Ја во ова гледам и шанса на опозицијата, ама еве каква шанса. Да се стават Али клjuč. Ахмети да поднесе оставка. Така. Му паѓа главниот играч. Да, но Доаѓа- прости што ќе те прекинам. ДУИ, кој што се ДУИ, сепак, нели? Да. А до пред некој месец зборуваа за чизмите на таванот, па оние другите работи во подрумот. Безобразни. Навикнавме на нив. Денеска има такво смирувачко соопштение. Ѓоа ми ти не знам некој
нели Оџа го пишувал тоа или Поп како и да е многу такво продуховено, го поздравуваат буквално кажано доаѓањето на Артан Груби, враќањето и сето тоа да се одбива се по редот на законот, по словото на законот, тие биле ќе гледале бидејќи се работело за особено сензитивен случај, но што е несразмерно на она што претходно СДС им го напише, им го кажа, ги направија берва дека тие сега што ќе играат оро со ВМРО против нив, Арно ама дуи со ништо не ги спомна. СДСМ туку напише едно така реално кажано многу нормално соопштение и никому ништо каде е. Се они нерелевантни. Так. Нерелевантни. Све ги кажам, искуството што ми кажува. Да. Дуи преку Артан Груби знае што е правичниот договор за да се врати. Тоа е нормално. Дефинитивно. Ама дуи не може се да знае од причина што кога Артан Груби го прифатија органите на прогон, сега претпоставувам можеби во овој момент е пред судија на претходна постапка. Искази ќе се земат, почнува претходната истрага, се менуваат условите. Не знаеш ти лицето кое се обработува каква изјава ќе кажи, што ќе кажи, да не забораваме за овие година и кусур месеци го обработуваа него и за други дела. Да не заборавиме Бехтел и Енк. Да не ги заборавиме другите работи, пошта, лотарија и така натаму. Значи, ќе има сплет од кривични дела за Артан Груби, бидејќи тој како најистурено лице на коруптивната ДУИ и криминализирана ДУИ, тој е замешан безмалку секаде. Да. Онолку колку успеале за оваа година дена да обезбедат докази, толку тешко ќе му биде нему обвинението кое ќе се гради кое ќе се гради преку истрагата. И Али Ахмети не може се да знае и сега ќе гледаме. Не сакам да преюдицирам. Ако бидо, сега хипотетички, одреден куќен притвор, се знае, договорот е направен однапред. Так. Законот го дозволува тоа. Ако биде одреден притвор, што мислам треба да биде одреден притвор, за да не можат овие од ДУИ да му доаѓаат дома и да му солат памет, мислам минимум 2-3 месеца треба тој да помине во притвор, минимум, тогаш договорот не е направен, ќе се прави, бидејќи пази. Ова морам да го објаснам на публиката, на гледачите. Артан Груби е многу интересен, тој сега е банка на податоци за сторени криминали и корупција во највисоко ниво, затоа и беше во бегство и недостапен на органите на прогон година и неколку месеци. А решил што решил, не знаеме во неговиот мајндсет што е сега. Штом се вратил, тој решил, ќе ми простиш да пропее се, вика тоа. Докаде ќе оди, да се стрпиме, ќе видиме што ќе испадне. Значи, Али Ахмети треба да поднесе оставка. Так. Нова генерација од денес доаѓа Груби, паѓа, Османи отпадна претходно со глупостите во изборите што ги направи, изгуби председателски, изборни локални избори и така натаму. И за куќен совет да се кандидира ќе загуби. И сега треба да некоја млада генерација дои да биде прифатена од политичката сцена, доколку се со нов вредносен систем и да пробат да обрзат колку толку да го исчитат. СДСМ е во проблеми. Така. Треба да поддржи. Да, но да те прашам нешто вака. Една работа која што премногу кажува. Толку соопштенија веднаш, значи Артан го апсат во 6 часот, во 11, 12 веќе имаме дузина соопштенија, пресконференции и се против него. Така не се реагира за Васко Ковачевски, поетот кој што е избеган каде и да е. Ке му дојде редот и на него. Да, но ваквата жолчна реакција, панична до бескрај, ќе да е некој поголем играч во игра, некој можеби што се не знам на што мислиш, немој да го подсечу, да, сватив сега. Немој да го подсетуваш и Васко Ковачевски. И он у поглед на сторен криминал е голем играч. Не. Да не го подценуваш. Сепак зборувам за неговата позиција во СДС, споредбено со реакцијата која што наведува дека им е чепнато во окото на највисоките играчи. А знаеме кои се. Имаме еден чувар на тронот денеска, а имаме и еден позадина што е, кој што постојано, еднаш напиша статус пред 2 недели и од тогаш калма го нема.
Најблиско му се приближија со 5 тона марихуана во Која што Србија, СДС ја верува над 40 тона во 3 Македонија. Да. Тука е негде сега. Притиска СДС напаѓа, еве се виде дека имаме ваму 5 тона за да биде фатен соработникот од српска страна, а можеби некој многу поголем бос од Европа и светот. А ова домашното производство бе 50-60 тона. Како не е битно? Па така испаѓа. Најбитно е. Според Па СДС. сите ли сме болни, бе, Лјупчо, па ни треба масло од канабис. Она што е навредливо за интелигенцијата на секој македонец, македонски граѓанин е инсистирањето кое што веќе е таква тешка глупост, кој ја пушти дрогата? Луѓе. Значи, им објаснива 36 пати. One-stop системот кој што го имаме со Србија. Значи, дека од наша страна не се контролира тоа што излегува, го контролира Србија и обратно. Јас знам точно 100%. за случаи на наши колеги што работат со растенија, со, нели, растенија не од тие, од тој тип, зборувам за, нели, нормални расади, дрвца и такви работи, кога ќе има дојава некоја за такво нешто, нашиве ршум прават. Ама тоа е увезено, да речеме, од Србија, така? Да. Сега, она што е фатено во Србија, е фатено после тоа од властите во Србија, но ние не сме имале никаква обврска да го контролираме тоа. И сега што е проблемот? Проблемот е она што го спомна премиерот, дека во таа афера, 5 тонска, еден од производителите е од Ново село и е син на поранешен председател на СДСМ. Ново село, Струмичко. Кој ли може да биде тој? Така. Тука е главниот проблем. Така. Па види, сега две варијанти се. Да, ама не, после тоа дојде Јартан. Не, види, ја имам малку и поина, ја затоа сум Сотир Костов, имам поинакво мислење. Најмалку десетина случаи ќе ти кажам кога меѓународните организации пуштаат дрогата да шета неколку граници за да ја најдат крајната дестинација, ама и главните босови. Никад нема да дознаеме, само рекоа соработувавме српските органи на прогон и македонските. Не се обврзани да ти кажат, тоа е тајно. Значи, таму излезе дека се умешани и луѓе од власта и од онаа БИА, таа нивна, како се вика организација, безбедносна. Ма еве зашто другата отишла таму до хангарите во Крушевац, ли каде кажа. Значи да го видат прво дестинацијата, второ кој е од таму замешан. Мене ми е тоа кристално јасно дека некој пат имаш намерно пропуштање. Ама ја вака ќе ти кажам. Таа дрога е фатена, фатена. Оваа дрога е фатена овде. Кругот е затворен. Значи, максимално што било произведено година или две, не знам процесот како трае за толку тони, апсолутно непотребно, мало пазар сменија, значи тоа било за него, ако 5 тона излегле наеднаш, ваму фатија 40-50 тона, значи требало се 10 такви пратки да има. Еве бе, Лјупчо, на прв пат е фатена пратката, значи тоа е успех. Сега, не е битно царината македонска, српска или полицијата. Битно е да е фатена дрогата, тоа е позитивна, добра соработка меѓу две соседни земји, подпомогнати од меѓународни организации. 300-400 милиони чини дрогата на црниот пазар. Па ова е за Ескобар цифра, нели, да не се лажеме. Вака велам сега. Да. Ајде да ги мереме колку години беа на нивна власт, 7. Аме за тие 7 години колку излегло, а не се фатило, колку пари на пазарот, од пазарот имаме инкам во приватни джепови, и еве ти ги бе, Лјупчо, и Дубај, и јахтите во Грција, и апартманите, и хотелите. А оваа власт фатила, оваа власт запленила, оваа власт сработувала. Фактите се тоа. Нека толкува кој што сака, нека кажува власта е замешана. Дајте факти, бе. Ајде бе, кај ви се тие... Ел Чапо и ел Црпко, како ќе му дојде да ми просте да нашето на вистина, води работата на тоа. Не, Лјупчо, македонскиот октопод е фатен, а пипците полека му се сечат едно по едно, и ние, аналитичарите, добивме храна да збориме за структурата на македонскиот криминален октопод и за хронологијата. Не знам како ќе ја тераме вечерва, ја имам нешто спремено, можам да кажам. Како тоа се одразува на судството, актуелно ни е избор на обвинител, ненормална грешка се направи во процедурата,
Ако има време ќе го објаснам тоа. Секако. Ако нема некоја друга прилика. Да продолжиме на оваа Ајде. тема малку. Многу ми е интересен моментот, еве ти како PR бренд експерт буквално кажано, како гледаш на ова инсистирање на опозицијата, еве го кажавме фактот, уште и денес не постои пресконференција, а обично прават и по неколку дневно да кажат кој ја пушти дрогата. Им кажа не им е тоа доволно, продолжуваат и има тука една стара школа, се вика, велат дека старите кучиња тешко учат нови трикови, тоа се гледа на дело зошто. Ако се сеќаваш, мене ми текнува еден многу поинаков, побизарен и многу поболен пример, се викаше 27 април. Никој не се фати за причината, сите се фатија за последицата. Знаеме зошто се случи тоа. Тие луѓе се невини од самиот старт, од првиот ден. Имаше една страшна причина за она што се случуваше таму, се случуваше пуч. Денес се сеќавам како известувавме за тоа, ние како Алфа известувавме, останатите нека им служи на чест како известувало, но таму се случуваше некои од пуч. останатите жртви се прикажа. Да, башка, нели, па бара и одштети и не знам што веќе не. Па чине не добија. Нема ни, да, штета и тоа голема да ги И тоа во време на власта која ја брани. Со гајди да ги жалиме, нели? Но никој не се фати за причината, туку последицата. Ова е банален пример следниов. Некој, може би и син на некого, кој што е некаде, произведувал нелегално дрога. Произвел, па може би не сите 5 тона, кои што иделе преку Свети Николе, стара шема им бил. Сега, тоа е интересно, ако била стара шема, колку поминале предходно, но, еве не се, синчето на некого произведувало дрога, од марихуана, нелегално, ја носеле во Свети Николе, преку каналите поминувале во Србија, користејќи го one-stop системот, нас не интересира, поминува за друга земја, другата е заинтересирана и секаде е така во развиените земји, што се внесува кај мене, многу ми е гале што ќе изнесеш, не е баш така, ама нели, така ми доаѓа. Сега, повторно имаме едно минимизирање на целата приказка за производителот, проблемот е пласманот. Па не е, ако ти направиш 5 тона кокаин, еве, карикирам, ти не си виновен, ти си супер, ама јас го направив, што сега дома? Сакајќи, не сакајќи, погоди, проблем е пласманот. Така. Види што погоди ти. 5 излезени и фатени, 50 дома и неизвезени. А еве го проблемот што ти го погаѓа. Значи, некој овие година и половина и нешто згора не успел да пласира. Чекал, врбувал, правел, ама некој ги надгледувал. А тој некои се меѓународните, нашите и српските служби. Ги надгледувал и ги фатија. Еве ти го пласманот дека бил проблем и кога нашите се осигураа дека таа дрога потекнува од Македонија, еве уште немаме најзванично дека потекнува, ма еве одиме хипотетички дека потекнува од овде, еве ти го непласираниот товар кој е 10 пати поголем од фатениот. Да, ти погоди, проблем е пазарот и пласманот. Што очекуваш? Пресконференција на СДС да ти ќе речат зошто Мицкоски и ВМРО ги затворија Бела ноца и Грчец, немавме дистрибуција, па дадовме на едни дилетанти од Свети Николе и тие зарибаа работата и ги фатија, па за жал Монти Пајтон. Тоа е првичниот успех на оваа власт која ги разбија наркоклановите и кога полека дишиме сега. И уличните дилери многумина се фатени, многумина секој ден имаме. И они може да зборат што сега. Не, лучше друг е проблемот бе. Знаеш како? Не сакам, веќе и губам желба да ги учам јавно. Треба вака да речам, стоп. Време да ги останат оние што ги пишуваат соопштенијата и оние што ги презентират, да земат нова екипа, нека земат нови луѓе за соопштенија, па и не толку извештени како овие, бидејќи овие ги закопаа. Овие таков негативен имидж им направија. Значи, тоа е нешто невидено. Нека пишуваат на нов начин, со нова реална содржина и преку вистинска форма пласирано. Гледачите, граѓаните ќе ги препознаат и нема да им се смеат. Ова ме враќа во времето кога се помешав кај шарените да видам кој ги раководи и она беше хајмо сада пишталјке, а претходно беше бацамо камење, и бекатонке, на српски морам да кажам, ги видов до мене, вака подигнато одо, ги видов, сега,
Не се канвасите, него се оние што пишуваат. Да. Ги уловија овие порталите, Прагма, магма, луѓе пред мене, да. ја потврдувам дека е тоа така, тоа треба да прекине. А СДСМ е наша партија, македонска партија. СДСМ треба да прекине, Не знам колку е да си... македонска. Добро сега, добро. Треба да Треба го докажат на дело. нов кадар да си земе, без опашки, без петна, без бели прашоци, без афери, од било кој вид и да почнат кокаин, наново. да зборува за марихуана и Да. кој ги пушти. Доста им 500 беше малку... француски клучови, доста беше по институциите, шарање, мавање, не пали тоа или на кратко пали. Треба вистински политички содржини да понудат. Политики конкретни, проекти. Мислиш ти лесно му беше на ВМРО? Ја преживеа некако 17-тата, 18-тата. Сака да ги затворат како Тешко им беше партија, името да им го 19-тата. земат, имото да им го земат. Да. Без малку добиени председателски избори ги изгубија ради стратегијата што им направија со етничко гласање. Ама ги Настрана на тоа откривме имаше местенки 20-тата многу. со институционалната корупција и за мене од тука почна се. Кога беа фатини десетина градоначалници на СДСМ, а Чулев, неговата екипа ги ловеше, и ги фатија на дело како подкупуваат. Да, они ги добија тие избори со институционална корупција. 2017-тата? Ама, не, тоа е 20-тата е тоа. Парламентарните избори. Кога добија 2% Значи, повеќе. тоа беше најголемата местенка во историјата така, на Македонија. така. И сега 2017-та, 2019-та председателските и 2020-та парламентарните. И се тоа се вика. Тоа се, да. Проклетство на победникот, ние го викаме, што се бавиме со тоа. Значи, Така. winner curse, значи, проклетство на победникот. Бумерангот ти се враќа и ти ја сечи главата, метафора е ова. А еве го бумерангот, у фази им дојде, последниот бумеранг го удри Али Ахмети. А СДСМ па не е оправен од последниот бумеранг, кога падна од власт. Толку се дезориентираше, толку се во хаос, што апсолутно не може да ги состават. Пази, конгрес има, не успеа да се состават. Не успеа да се сретнат меѓу себе. Кој Миле Зечевич ли ќе ги Ама не спомена? Тој знам, се бе. појави од Ама не старите, знам, бе, пратеничката Лучо. група Ама нека мораше се да најдат дојде, таму. да. Или па Да. треба некоја машка рака да им рече на овие ајде дома, нека дојдат нови. Нека вратат стари или бидејќи никој не секој пат бива со старите, а ја ги ценам некои стари кадри од СДСМ, нека најдат нови неокаљани. Оваа гарнитура не бива. Со оваа гарнитура политика нема. Они се бават со глупости, човече. Со глупости се инфилтрираат кај синдикалците, ги оневозможуваат да си донесат одлуки за минимална плата, за покачување и така на. Ама нема не им помагат, ама они им одмага. Разбери ги, немаат каде. Па сега, Значи, тие со се силубавина не бива. пријатели си од времето, 2002-та дадоа ССМ подршка за СДСМ Да, пред избори, да. 2018-та дадоа подршка за промена на името, така што нели некои работи не може да бидат случајни ако се повторуваат, а репетицио матер студиум est е она што го користи СДСМ со верглањето дека не е проблемот која произвел и која носел туку како поминала низ границата. И денеска 65.000 камери има за груби камера, немало за дрогата. Но една работа мислам знаеш дека помогна да Ама се инсталациите се стари и на царина, или доскоро беа. И во судството, и во обвинителството, и во УЈП, и во царина. Не се сменети. Средниот и нискиот менаџмент е нивни. Тие ги уништија Граѓаните камерите. мора да знаат. Камерите на границата, имам пријатели во гранична. Па не исклучува директорот на царина. Батериите не ги сменија, ги оставија, границата ни беше порозна последните години, сега Па да. новата власт ги менуваше и праеше. Вистината за груби Зошто им е, одговараше таква се граница. одлучува да тргнат, да го однесат у полиција и кај судија и обвинител. 10 минути пред да му дојдат му јавува. Кој му јавува? Човек од полиција. Така. Се организира, мокен човек беше, се организира и поминува. Значи, а откриени се луѓето, значи треба да се бара во триаголникот полиција, царина, судија. Така. Во тој триаголник да се бара кој го информирал предварително, да кажеме, груби, и он им избега. Нека напаѓат они власта, ама еве таа власт го врати. Го врати и по трет пат ќе кажам, го врати. Сега,
нека му мисли. Имајќи предвид со кого си имаме работа во судството, зборуваме за СДС-дуизирано судство, не сепак и покрај тоа не ваков случај зборувам, нели? Нема шанси сега да го ослободат тек така, да си мине работата, како што кажа и ти, тоа не би било добро и за него, имајќи предвид дека некој нешто можеби ќе му враќа, имајќи предвид дека можеби ќе каже некој работи и подобро е да си седи под некакво си обезбедување, нели, и слични работи, не е шега. Ова, но мислиш дека сепак не се до тоа ниво паднати судиите за да, нели, го ослободат после се тоа? Не. Тоа е брука невидена. На невидено кажувам дека не. Ќе се постапи сега по законот, ќе го видиме степено, домашен или ефективен притвор. Значи, тука е чиста работата. Македонија покажа, тоа е светска вистина, дека марихуаната и не е така безопасна, штетна е по здравието на корисниците и тоа има многу нус ефекти. Македонија покажа и ќе покаже во догледно време и исто така дека е многу штетна и за изработувачите, односно производителите на марихуаната. Ќе видиме кои се што се, до сега има 10 на списокот, 2 од нив лица и се приведени, но додека Заев и Филипче... Ја чувна 6-7 им одземе лиценци и им одземе. Да, но зборуваме за 70 на лиценци кои што беа издадени во екот на короната. Лиценци кои што буквално се тресени од ракав, не било некој платил како што дознаваме, било солено плаќало, но во време кога луѓето како мувини умираат од короната за тоа што тие дивајлите не можеа да набават нели вакцини кои што ги даваше оној Вучич што сега го каљаат секој ден и го зборуваат за српскиот свет, после не спаси со една пченица така, па после испадна дека тие правеле дубари. Секој пат кога требало ни помогнал. А нека си го во српскиот свет, а ние си го имаме македонскиот свет. Да го кудам, но во исто време се случуваше и една фамозна појава, еден уникатен момент во судството, светски зборуваме. Мислам дека по нас ќе може да пишуваат и книги. Веќе во Шведска имаше докторат на таа тема. Зборуваме за СЈО, зборуваме за 27 април, зборуваме за сите работи што ни се случуваат тие 7 години. 27 април мора да се реши, но и СЈО мора да се реши. Сега... види, за СЈО носам вечера некои документчиња ги знам. Што да ти кажам за СЈО? Носам една слика каде што има 20 за непотизам во СЈО, каде што има 23 роднини на Катица, син, внук од сестра, на Ленча Ривчевска братучетка, на Гаврил Бувевски двојца роднини, на Јосифовска внук и керка, Рената Десковска зет, и да не ги бројам сите. Да не, значи фамилијарно. Семено како и секогаш. Тоа е тежок непотизам. Значи, што направија они од органот кој требаше да гони корупција и организиран криминал? Ке ти речат, мала е Македонија. Ма каква мала? Сите роднини си ги да ми простеш на пика. Пази, тоа е прва фаза приватизација. Тоа е втора фаза фамилиаризација. Само од фамилијата, а тоа се фамилии од Италија и у Америка имаме фамилии, се знае на организиран криминал. Тоа е узурпација, само да докажам мислата. Тоа е узурпација на органот и да ми простиш на крајот, тоа е криминализација на СЈО-то и ети тија Катица во затвор за подкуп и слични ствари. Една работа што зошто само она? Само да те прекинам накусо, зборуваме за семејните врски. 2006 година бев на еден семинар во Брисел, се сретнувавме со пратеници од Европарламентот, од Комисијата, од сите и со Европол. Тогаш ни зборуваа дека најголем проблем на Европа, а сега уште поголем, е албанската мафија, затоа што има неколку страшни проблеми со неа. Семејната поврзаност на членовите не дозволува инфилтрација и дејствувањето име како што еве го во ова СЈО, нели никој никого не издава, брат, сестра. Да, ова си во право, во судството и обвинителството, тоа е таков ланец на семејна поврзаност од албанската страна невидено, ама е македонци, не се зафрлање да ти кажам. И втората работа што било главен проблем да се справат со албанската мафија која што во меѓувреме стана главна мафија во Европа, била бескрупулозност.
Да. Сега ние го видовме тоа исто така на лице место на дело го видовме како третира луѓе, семејства, како се однесува, како работеле со доказите, не ги интересирало ништо освен нели бонусите, сите тие работи. Повели. Примерот со Панчевски. 3 дена му ја читам книгата што ќе му излезе во најскоро време. Значи, го малтретирале 2 обвинителки, Катица и Ленче Риштевска. 5 истражители и 10 полицајци. 3 пати тоа се вика претрес личен, со налог судски, бидејќи тој си ги знае правата, им кажал, немате исправен налог, она. Не на местото каде што нашен го терале да пешачи, да оди го малтретирале. Не се прави така. Па, откој му направиле предрекол, каде ми е адвокатот, па викнале адвокат Дангов, па ајде по Дангов, па нема нов налог, овој налог е потрошен, значи, тој, нека ми прости и он и овие, што ги мачиња ги направил. Они адвокатот им кажале како не знаат да работат. Сети се на снимката со клучот како крадеше тој. Катица и ова Ленче, што сака државна обвинителка да не биде Ристовска, значи биле најбезобразни во тоа дејствие, таа специјална мерка, најбезобразно му се обраќале, човекот добил хипертензија. На молење, дури од 5 и 6 пат, викнале медицинско лице. Докторката се скарала со обвинителките. Не дозволувале да го третира медицински. Па ајде од тамо, да ми се го носат во болница, го однеле дома да му направат претрес. Ајде отишол. Цела зграда окупирана и видео снимката со кражбата. Лјупчо, едно на публиката да ги кажам на граѓаните. Процесуалните действија во сите вистински држави на демократија и каде што владее право се еднакво силни, еднакво оружје како и материјалните действија со држината на правото. Ако процесуално сгрешиш, ти паѓа предметот, те враќаат назад, не важи тоа. Не бе, нашите обвинители и нашите судии се однесуваат како инквизитори и правата на човекот ги узурпираат. Сега, ке броиме ли колку падна во Страсбур? Еве најново, сега и за Кочан. Второто Кочан денешното. Правата на човекот, член 5 или 7, кој е тамо загрозени. Сите ги вратат. Сите ќе падна. Да. Тоа е дилетантство. Да. Може би и имало кривично дело. Хипотетички зборувам. Они го упропастуваат. Они го упропастуваат сакајќи да се покажат кои се, какви се. Така. Кај тебе сум зборувал, редев до 10 мерки како све правеа, кога го спомнував адвокатот Додовски, нема да се повторам. Вечерва избрав овие 2 обвинителки да ги кажам, бидејќи немат поима од процесно кривично право, од мерките како се спроведуваат и едноставно дилетантски изгледаат. Они мислат тоа нема да се објави. Човекот книга напишал. Се потрудив еден од учесниците да го најдам, да го прашам, грозно беше вика. Грозно беше вика што му го направија на тој судија тоа. Каде е тука па и хуманост и човечната и каде е тука одбраната на човековите права? Еве и да бил он сторител на кривично дело, а не е. Кај него нема штета. Завршувам со него вака. Акмис, он правил што сакал. Каде е штетата тука? Нема штета. Значи, тоа е предпоставено кривично дело измислено од Зоран Заев, Катица и Ленче Риштевска. И го судат на брзина, па го суспендираат, па незаконски решенија за суспензија носи она Лорета од Совет на судии, па ги користат судиките, да не се повторувам, од Гевгелија и од Велес. Нема територијална надлежност, нема ништо. Све узурпира таа Катица и настрадува човек кој не сторил кривично дело, туку бил пречка, они да прават што сакат со судството, за да крајната цел е политички прогон да направат. Так. Тој човек сега на најнефер начин е елиминиран, е дисквалификуван од тоа да биде земан во предвид за обвинител, ама гледа сега па Советот што прави на јавни обвинители. На тројца дава 10, не, како беше,
на два кандидата дава, или не, на три кандидата дава 10, на една 9, него го елиминира. Какво е тоа мислење? Треба да е позитивно или негативно? Јас сум во дилема. Едните ги оценуваш, а другиот не го оценуваш, туку го елиминираш. Дали има такво право, ја не знам, поставувам и јавно поставувам. Поради неисполнување на условот за континуитет. Човекот покажа и дека има 12 години, 5 месеца и 20 дена. Ја вечерва носам еден друг документ. Ја вечерва го носам документот кога е избран Ненад Савески, вика 5 септември 2016 година, службен вестник, секој може да провери, ова е ситно, од интернет ми е симнато, не можам да го покажам, значи точно. Човекот не ги исполнува. Како бе на тој... Немам ништо против тој човек, нити го знам. Како бе на тој човек сега исполнува и е оценет со 10, а не ги исполнува условите? Пази, он нема 10 години стаж. Му фалат некои си 7-8 месеци му фалат. Што правиме сега? Сите се сконцентрира на премиерот, што рекол за Ленче, ќе го објасна. А никој не кажува Совет на јавни обвинители каква глупост направи со ова и какво лицемерие и прекршување на правилата за работа, тоест узурпирање на службата. Сега премиерот, на кого они го враќат мислењето? На владата. Кој е премиер на владата? Христијан Мицкоски. Дали он ја представува владата? Ја представува. Еден вид има златна картица, неговото мислење има тежина. Човекот вака изјави: според мое мислење, овој кандидат нема шанси или нема да биде земен во предвид. Каде е тука елиминацијата? Не, тоа е неговото мислење, а таа ќе оди на влада, ќе биде разгледувана и ќе видиме дали ќе биде прифатена или нема да биде прифатена. Ама колку луѓе се во владата. Заврши, ајде да не се лажеме. Пази која узурпација е направена од овој совет. Сега ти кажам у тој совет кои све луѓе се. Не знам како ти е планирана емисијата, колку имаме уште треба време. малку пауза да направиме, но потоа ќе имаме. Ама ти не си свесен, дури денови истражував, ова морам да го кажам ексклузивно кај тебе, имаме и масонерија. Во македонското судство, во македонското јавно обвинителско организација имаме масони. Ова го кажувам со најголема одговорност. Прво, не велам дека Бог знае какви се масоните, ама судство, јавно обвинителство, со организација која има посебни обреди, организација која е тајна на еден начин. Можат да бидат некои директори на авиокомпанија, може да бидат некои масони. Али чекај бре. Абе овој што го намести Панчевски Џолев да ти биде масон, бе, јавно кажувам. Сликано сам од него вечерва во редот како го сликаат и како тамо обреди масонски прават. Тој човек мене сега ќе ми е председател на како се вика, на Сдружение на судии. Мене гледано од страна, поверојатно би било да бидат дел од некоја црна рака, од Коза Ностра. Ама иди, ако збореме за масони, масонството има 90% темна историја. Некои си 10% се представуваат како спасители на светот. Има еден мој драг пријател кој ги знае од Адоша масоните, ама ако ти кажам кој е... Филантропот Сорос. Еден јавна личност ги има проучено масоните од Адоша. Од висок врв политички, не сакам сега да го кажам. Ама чекај, ама јас зборам за судството македонство и инволвираноста на масоните. Значи во совет на обвинители и во судството и едниот го кажав. Другиот ути не е македонец, него е припаѓа на албанската етничка група, не го кажувам другиот. Не го кажувам, ама може ке дојде ден кога ќе го кажам ако ме нападнат, ако рече дека зборувам напамет. Имаме уште теми за разговор. Секако тема останува и СЈО, но јавното обвинителство, судството, она што не очекува во следниот период. Со нас е Сотир Костов, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Сотир Костов. Завршивме со една твоја најава дека ќе ни кажеш нешто интересно за составот на судскиот совет. Во наводници интересно. Тој судски совет си дозволи да елиминира бесправно еден од кандидатите, а и во оценувањето направи грешка. Зошто не беа паметни, Компирот да го врел да го стават на влада, еден кандидат. Ленче Ристевска, нека оценат со 10, другите пониски оценки и да речат. Единствен кандидат ја предлагаме Неизе.
Така треба да постапат они. А вака, од тој што најмногу се плашат, го елиминират, другите ги остават во игра, па владата нека се бави со нив. Ама се лицемери. Раичевиќ еднаш беше негативна пред година и половина, 23-та, еве 2 години, а сега позитивна, ама малку помалку од другите, 10-ка, иако со најдолг стаж е, највеќе работела на тешки предмети, ја Ленче Ристовска не знам што работела. Не знам што работела. Посакувам еден ден да не викнете овде да се соочиме, па ако треба и некоја тужба јас да попијам или било што, ама да ја кажам некои факти. А за Советот што да ти кажам, Белјачо? Гледај сега. Илиевска Маријана, жена на човек кој е осуден од Панчевски. Требала да стане, да дигне рака и да каже: јас имам сударна интереси. Мојот сопруг беше осуден од Панчевски. Јас во моментот излегувам, одлучувајте за него, ќе се вратам за другите кандидати. Од инсайдер знам, прва дискутирала, или меѓу првите дискутирала, изнакажала што изнакажала, Панчевски отпаѓа. Значи, тука нема морал, тука нема етика. Светлана Стојковиќ од ОЈО експресно пратена во Совет на обвинители без некое големо искуство или голема работа. Има човек на Мерко, Ардијан Демири, од полиција и бивш адвокат. Фатих Алиу потекнува од полиција. Значи, нам овој Совет на обвинители ни е полициски совет на еден начин, еве да речем во едната половина. Да. Башким Бесими, пак полиција и председател. Бака, покушава речи да биде, ама е потеклото од каде му е. Зорица Симич, се нека ми просте колегата, ама кадар на Коле Штериев, бившиот член и дури председател и што беше на Совет на јавни обвинители. Од овој Совет на јавни обвинители, еве што добивме. Незаконско третирање на кандидати кои конкурираат за функцијата јавен обвинител на Република Македонија, некоректно, нефер и против законските прописи елиминирање на еден кандидат, некоректно и против закон и против устав форсирање на еден кандидат кој не ги исполнува формалните услови, за другите кандидати еве не се огласувам. И што сега посакувам? Ево било кој да биде избран од овие кандидати. Посакувам да има храброст, да има карактер, да има личност, да се позабави со овие луѓе како работат и што работат и како еве едната му се свети на еден од кандидатите и го елиминира како можен кандидат за јавен обвинител. Такви луѓе ќе дадеме да ни го водат судството или поточно јавно обвинителската функција. А на страна се нека ми просте Господ Хайрулахи и ама ги елиминира претходно, днеска се повторувам. 3-4 обвинители смислено на време се елиминирани за да вака биде мал интересот за јавни обвинители. Значи, праводисциплински, па кривичен прогон, и мења да сега да не ги повторувам на тие судики, обвинители и дисциплински суди и обвинители, што воделе, секи излезе на површина. А да не останам недоречен, еве, ја не знам камерата дали ќе фати, татко и син, масони, синот беше председател на суд, сега е председател на Сдружение на судии и човек кој овие години одработуваше за власта, он на еден начин, да те подсетам, ја создаде онаа групата 13 судии, фамозни судии, во структурата на организираниот криминал на Октопотот. Јас ќе ги прочитам вечерва, бидејќи немаме време, ќе ги дискутираме друг пат кој шо се. Тоа се Илија Трпков, све познати фаци се, ама по не баш добри работи. Александра Ристевска, Марија Клетничка, Ѓоко Ристов, 350.000 евра е ова. Весна Димишкова, да не зборам, све знаеме за неа. Пајазити и за него се знаеме, дури има и работи што не знаеме. Огнен Ставрев се знае, се милува да суди ВМРО-вци и да ги праќа у затвор. Владимир Туфекџич,
дечко за све, па сега адвокат, Фанка Јанчулева, Васил Димковски, Добрила Кацарска. Треба ли уште да трошам зборови за Добрила Кацарска? Да, освен И што кумот сега Дутно Треđe има. Пагич у пензија, нека е мирен, жив и здрав и така натаму. За овие суди да земеме да збориме кои све бели ги направија во Ќе ни судството, требаат 10 како емисии. го Мал. направија бесправниот пуч на Панчевски, ќе видите кој каде е инфилтриран, дека суделе по 10 години, по 8 години, по 7 години, неефикасни биле, а и овој Джолев за предмет 9 години што го судел, му се свети на Панчев, бидејќи покажал неквалитет покажал. И ќе удри по председателот кој претходно бил успешен. Дека не сум субјективен, бројките ќе кажат. За време на Панчевски, судството во сите релевантни истражувања имаше проверив 58% доверба. Само 29 пати повеќе од сегашното. Знаеш што ќе споредам? А претходно ќе ја спомнам Лидија Неделковска. Исто голем заостаток на нерешени случаеви. Ниска доверба, ама таа со катапулт си отиде у Врховен суд. До кога ве Лјупчев? Некој ќе рече, види го овој ги оцрнува. Не, јас не зборувам ад хоминем, јас зборувам што покажале или не покажале во судството. Извештаи никакви по ефикасност и пази се чии извештаи. Не се тие извештаи на Сотир Костов. State Department, Европска комисија, значи Европска унија. Транспаренци последни на руга. Тие меѓународни организации да не ги збораме, еве, да речеме и така. Бидејќи тие знаат да земат са. Ама ајде Европска комисија, еве, нека биде несериозна, нека не биде стручна, нека биде субјективна. Освен кога е за State билатерални проблеми, Departmentот, тогаш се да. несериозни. Па од овие што има и други сега да не го губиме времето, што се на црна листа на САД. А до кога? До кога? Дај да го исчистиме. Затоа ним им одговара, форсираат кандидатот СЈО. Како СЈО, човече, криво ми е вечерва, парите ги анализирав, Лјучо. 3 пати се зимани, овие бесправните пари, 4, колку таму милиона евра, гледај како се зимани. Првите 5 месеци, кога ништо не сработели, кога се уште лутаа, они веќе зеле прва транша. Вторите 7 месеца, кога беа Чарлиеви ангели, се уште на видик немаше ништо, дека работат дупло повеќе и таму некаде 17-та година пред крајот. Они се 15 септември направени. Значи, за неполни, или ево, за полни 2 години, они ги наполниле торбите, ништо не направија, а ги зимат по основ тешка работа, одговорност, вака онака. Знаеш што кријат? Кријат дека за да се молчи давале на сите, давале на истражители, давале на јавновинителски советници и други работници и давале на волонтери. Абе, зборот волонтер, мене ме учија дека е волонтерска работа без надокнади. Нека напишале договор за дело или било што, мада тие се други договор за дело. Значи, на голем број луѓе, на следното мое гостување ќе ти дадам точна табела кој колку земал, и ако негде имаше објавување, ама не целосно. Конечно ги добив ја сите списоци, ги добив сите суми и знаеш што е битно, никој досега не кажал. Тие не се земани на крајот, демек сработиле нешто, иако не сработија. Тие се земани 1/3 во првите 5 месеци, 2/3 во првата година и 3/3 во година и 8 месеци или 2 години. Кај се другите 3 години кога нешто од нешто подсработија, ама се што сработија им падна и дека јас сум во право, а тие не, еве го Страсбург мене ме потврдува. 3, 4, 5 предмети полека доаѓаат, се враќаат на владата на Република Македонија, овој состав, ни крива ни должна, треба да одговара на многу тешки прашања за узурпирање на правата на нас граѓаните во Република Македонија според Европската конвенција за човекови права. Ако го осудат за Кочан како местенка како што е, прекршување на човековите права, страшни се сумите што Македонија треба да ги плати за тоа што му одзема се. Значи, направија такви глупости. Повторно еден од оние врели костени
невин човек која ќе осудиш и Него знам твоето мислење, тој човек беше собственик или еден од собствениците, не знам, на прекрасна телевизија. И ја уништија телевизијата. Така, и А никому башка ништо, неговата лична драма. Сочувствувам со него, нека си ги оствари сите права доколку е во право. Се сложувам. Ама, ако Страсбур оценил, па ја не сум битен. Прости ми, ти не си битен, што мислиш, што мислиме ние? Страсбург го оценува тоа. Тоа на граѓаните треба, а задача на нас јавните личности е да им објасниме дека нема тука реваншизам, дека нема тука вратка, не, меѓународните високи организации од Европска унија и меѓународните организации кои се бават со заштита на човековите права, на демократијата и на слободата, кажуваат дека во минатите 8 години некоја власт, а знаеме чија власт на СДСМ и ДПМН, работила спротивно на законските прописи во Република Македонија и на уставот и на меѓународните документи. Што повеќе треба ние да кажеме? Сите тие луѓе ни се инфилтрирани. Следниот пат ќе ти ја кажам поврзаноста. Кој чиј човек е, кој чија роднина е, каде е, повеќе зборевме за Груби, што е многу поактуелно сега, морам да признаам, и кога ќе видиш дека тоа е, има два израза за таквата поврзаност, таквата паукова мрежа. Едниот израз, ова е метафора свински црева, вториот израз е шпагети италијански. Немаш крајот да им го најдеш. Па такви ли луѓе ќе дозволиме сега да делат правда, да обвинуват? Има мал дел и во полицијата, ама полека ги исчисти министерот, полека ги исчисти и да прогонуват сторители на кривични дела. Да, не. може би и делеле, но доста е, нели? Толку треба да биде. Крајна приказка. Беше тој еден слоган на кампања, имаш право, доста беше. Така. Ти благодарам што беше мој гостин, како што не и самиот, еве, следната недела, после неа, ќе откриеме и нови моменти, знам дека ти работиш. Ти посакувам добро. Утре случајно разбрав кој ќе ти е гостин. Добро да си помините, една прекрасна монографија ќе промовирате за несреќата за Трајковски, да биде сето. Несреќата или може би не. Ја имам израз, има еден израз, перфидно убиство, затоа соработував со авторот на книгата. Не учествува во пишување бидејќи нема време, ама му давав документи да ги објави и да тие што ќе читат да оценуваат. Мислам учествуваше во истрагата за атентатот. Цела година пред нас до година ова време ќе објавуваме. Да. И треба да се поступи малку. Благодарам за најавата за утре. Честа беше моја. Ти благодарам, ми беше чест на вистина. Исто и мене. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.